Најпрво им благодарам за прашањето и на самиот почеток сакам да се заблагодарам и на вице-премиерот за економски прашања, на министерката за труд и социјална политика, на министерот за економија, како и на представниците на Сојузот на синдикати на Македонија и на другите синдикати кои учествуваа во економско-социјалниот диалог, на кој што после 15 години се донесе општ колективен договор, се потпиша општ колективен договор, кој што навистина представува достигнување и на владата, и на представниците на работодавците, кое што конечно е исполнето. За прв пат после 15 години, заеднички на иста маса, синдикатите и представниците на владата и сите други засегнати страни, тука мислам пред се на Сдруженијата на работодавците, постигнаа договор со кој што се обезбедува долгорочно одржливо решение. Ова решение, на мое големо задоволство, нема да зависи веќе никогаш од добрата волја на политичарите, на политичките партии, ниту сега, ниту во иднина, со оглед на тоа дека општиот колективен договор во себе содржи методологија за постојан раст и усогласување на платите на работниците во јавниот сектор. Растот на платите со овој општ колективен договор на вработените во јавниот сектор е загарантиран. Обезбедивме системско решение кое што го осигурува растот на платите. Сите вработени во бројни агенции, фондови, општини, училишта, градинки и сите други институции во јавниот сектор од септември оваа година ќе добијат 10% раст на платите. Дополнително, предвидено е да се исплати регрес за годишен одмор за 2023 година во износ од 10.000 денари, кој што ќе биде исплатен до крајот на оваа година. Од 2024 година па понатаму, договорено е во општиот колективен договор, регресот за годишен одмор да изнесува најмалку 30% од просечната нето плата исплатена во претходниот период. Постигнато е доведување на нова методологија за плати со коефициент според просечната бруто плата од март 2025 година. Одговорно, покажавме дека се грижиме за граѓаните и дека го браниме достоинството на трудот на работниците, кој треба и мора да биде соодветно вреднуван, а не да биде деградиран, како во поодминати времења во државата, кога наместо клима на взаемна доверба помеѓу синдикатите и владата, имаше клима на комплетно взаемно непочитување, па дури и заплашување. Нема повеќе политички калкулации со граѓаните, нема повеќе ватувања пред избори за еднократни изголемувања на платите на работниците. Истото се случи и со минималната плата, бидејќи и таму се донесе системско решение, и истото се случи и со пензиите, бидејќи и кај пензиите се донесе системско решение за постојан раст на пензиите 2 пати годишно. Во изминатиот период покажавме што значи да се има слух за потребите на работниците и затоа во континуитет го одржуваме отворениот диалог со синдикатите со цел да дојдеме до оваа ситуација денес. Дека тој диалог и дека тие разговори беа навистина суштински, сведочува и голем број на јавни телевизиски настапи во кои што се искажува различни ставови од страна на представниците на синдикатот, на представниците на работодавците, но на крајот, низ диалог, низ разговор, низ споделување на факти, се дојде до взаемно прифатливо решение, пред се во интерес на работниците. Покажавме одговорност и создадовме и клима за континуиран раст на платите, па така денес минималната плата е над 20.000 денари, што е зголемување од 100% во однос на 2016 година, додека просечната нето плата е над 500 евра. Нашето ветување дека во 2024 година ќе имаме над 500 евра просечна плата веќе е исполнето. Владините исправни политики и соодветни мерки за создавање на поволна бизнис клима вродија со плод
така да просечната месечна исплатена нето плата по вработен во мај 2023 година изнесува 36.465 денари и таа е повисока за 16,1% во однос на истиот месец минатата година. Зголемување од 5.058 денари. Владините мерки даваат позитивен резултат и просечна нето плата во земјата континуирано расте и во услови на најголема светска економска и енергетска криза. Нашата цел е подобар стандард на граѓаните и подобро платени работни места. Платите на граѓаните во иднина ќе растат, бидејќи сите владини политики се насочени кон подобрување на животниот стандард. Сето ова е одраз и резултат на правилните политики кои прават разлика во примањата на работниците. Обезбедивме и континуиран раст и на минималната и на просечната плата, создадовме поволна деловна клима и успеавме да ги сочуваме работните места. Презедовме конкретни чекори и мерки за стабилизирање на инфлаторните движења, која што инфлација од овој месец е под 10% и се врати на едноцифрените бројки, исто така како што кажавме на почетокот на годината, дека тоа ќе го направиме, а невработеноста е намалена за 8%, истовремено со зголемување на вработеноста во државата за 9,5%. Повторувам дека ме радува фактот што инфлацијата е во надолна линија и овој тренд на намалување очекувам да продолжи и во наредните месеци. Во јуни 2023 година значи имаме едноцифрена инфлација. Според Државниот завод за статистика, таа во јуни изнесува 9,3%, што значи скоро 10% проени намалување во однос на октомври 2022 година, кога изнесуваше рекордни 19% пред се заради огромната енергетска и економска криза. Владините мерки ги даваат резултатите и затоа инфлацијата ќе се движи во континуитет во надолна линија и ќе биде во рамки на проекциите за 2024, 2025, 2026 во рамки на проекциите да дојде до ниво под 3%. Од друга страна, преземаме и мерки конкретни за зголемување на платите, водејќи сметка и за трошоците на живот. Сето ова ќе влијае на продуктивноста на трудот, на раст на економијата, бидејќи со нашата поддршка компаниите остануваат конкурентни не само во регионални, туку и во светски рамки, а преку отворање на новите работни места има приходи и во буџетот со кој што се овозможува имплементирање на проекти кои влијаат директно на животот на граѓаните. Работниците во секоја држава, а особено во држави во развој како нашата, се двигател на економијата и затоа нивниот труд, нивниот влог во економијата е непроценлив. И пронатаму ќе продолжиме да носиме и да реализираме конкретни мерки со кои ќе го заштитиме трудот и достоинството на работниците, а владата и јас како премиер секогаш ќе останеме сојузници на синдикатите и низ диалог ќе наоѓаме заеднички решенија кои што пред се ќе бидат на бенефит на работниците. Ви благодарам.